од председателя, почитани пратеници, почитан пратеник, благодарам на прашањето. Има многу за што можеме да зборуваме и да правиме компарации и споредби. И може би ќе испадне дека сега сме договорени за прашањето, па да можем да ги кажам сите компарации кои што се. Меѓутоа, тоа е факт. Вие бевте функционер на ВМРО и во тоа време и сега сте и ќе можете да правите добри компарации. Како? Па еден од врвни функционери во тоа време кога бевте на власт. Така да, прво и основно во однос на прашањата кои што ги покренавте за дојавите за бомби, информации кои што побаравте и така натаму. Респектирајќи го правото на пратениците да побараат информација, јас веднаш одговорив позитивно на барањето на Комисијата за одбрана и безбедност и доставив информација на скоро 50 страни во детали објаснета за сите состојби кои што се однесуваат во однос на овие сајбер закани за поставени експлозивни средства во државата во сите овие изминати месеци. Таму се состоја сите податоци и на случаи кои што беа откриени и на оние за кои што се уште нема утврдено аргументи и факти. Таму имаше податоци кои што се наоѓаат практично во истражните действија за овие предмети кои што се доставени и токму заради тоа е класификацијата со највисок степен на класификација која што постои како државна тајна. И мислам дека можевме да имаме добра дебата, како што имавме со дел од пратениците, доколку вие и вашите колеги од опозицијата не ја напуштевте седницата. И јас не гледам никаква логика да ги барате материјалите и седниците и кога треба да се разговара, да си заминете, само во јавност да кажете да, ние сакаме, побаравме и така натаму, меѓутоа не останувате да разговарате. И сега поставуваме други прашања кои што исто така се однесуваат на многу прашања од областа на работењето на Министерството за внатрешни работи. И јас исто така упатувам до вас апел, не знам, порака, да си закажете седница на собрание, на комисија, има многу деловнички можности. На секој од овие теми поединечно и да седнеме и да разговараме во однос на сите овие прашања. Тука нема бегање од таа работа. Можеме комплетно за секој поединечно прашање за кое што вие имате интерес да разговараме и да видиме зошто, например, довербата на полицијата во 2017 година, кога вие предавате власта, била 23%, а денеска е повеќе од 50%. Зошто во времето на вашите министри Јанкуловска и Чавков и Мијалков и така натаму, институцијата била најмногу затворена од сите институции, денеска е во трите најтранспарентни институции. Да разговараме, например, зошто заради прислушување на граѓаните наследив долг од 40 милиони евра доспеан долг на 1 јуни 2017 година, а денеска 22 година ја завршувам со година без долг и без да пренесеме долг во наредната 2023 година. Да разговараме за борбата против криминалот и корупцијата и за тоа можеме да разговараме, да ги видиме кои биле резултатите во времето на владење на ВМРО ДПМН до 2017, а кои се денеска. И тука нема никаква дилема кој бил приведен, уапсен или ќе се наоѓа во затвор. Секој еден кој што правил криминал, без разлика кој е, дали бил поставен од мене како министер или бил поставен од некој претходно како министер или бил поставен од собранието. Вие знаете дека 2 министри за внатрешни работи, директори на Биро за јавна безбедност, 36 политички службеници, функционери од времето на ВМРО ДПМН, што вие ги поставите со парламентарното мнозинство, денеска се во затвор. И тука нема дилема околу таа работа. Ако сакате да разговараме како се носеа буџетите и како на 24 декември 2012 година, мене и колегите пратеници од опозицијата, заедно со новинарите, не изфрливте од салата во собранието, за да можеме да, односно да можете да го донесете
буџетот и во истиот момент да го изберете на повторен мандат народниот правобранител, кој што беше избран во истиот ден. Или да разговараме за рушењето на човековите права, да разговараме за убиството на Мартин Нешковски, да разговараме за убиства што се случува по школи, употреба на оружје и така натаму тогаш и сега, како податок. И тоа можеме да разговараме за јавниот ред и мир, тогаш и сега. Да разговараме за безбедноста во сообраќајот, тогаш и сега. Значи, сите тие аспекти ви ги отварам како тема на која што ќе можеме да разговараме било кога ќе побарате таква седница, за да можеме и за тоа да продискутираме, да биде сосема јасно пред јавноста што е тоа што е превземено и што е тоа што е направено. Да разговараме за неисплатата на бонус платите до 2017 година и во која што полицајците мораат да тужат, имат камати и така натаму за да ги добијат, и да разговараме за периодот 2018, 19, 20, 21, во која што се исплатени во целост бонус плати, немаме ниту еден денар трошок за судски наплати и камати и така натаму и така натаму. Да разговараме за распаднати објекти на полициски станици и за 80 нови објекти реконструирани во овој период додека јас сум министер. Да разговараме за ниту една изградена зграда за 12 години додека бевте власт и да разговараме за 3 нови круцијални објекти. Едниот е Центарот за заштита на информатичките податоци во Прилеп, вториот е Националниот форензички центар кој што е во овој момент и неколку полициски станици. Како? Така да многу од тие прашања за кои што сакате да седнеме да разговараме, тоа можеме да го направиме. И за секој од овие кадри поединечно. Така да кадрите кои што се поставени на раководни позиции во Министерството за внатрешни работи, тие не биле кадри кои што се доведени сега па да ги поставиме на раководни позиции. Тие биле тука, во Министерството за внатрешни работи. По 20 години, по 25 години, по 30 години. Без разлика кој е од нив. Втора работа, кажувате цело време и на пресконференции и така натаму дека е поставен командир на полициска станица за гранични проверки и граничен надзор во Блато, кој што бил учесник, не знам, во криминал и така натаму. Лага, апсолутно е лага. Земете ги информациите, тие што ви ги дават, нека ви дават вистински информации. Тој човек кој што го посочувате, јас ги давам, вие не ме прашувате, јас ви кажувам дека таков командир на полициска станица во Блато нема, кој што го изнесувате во медиумите. Нема таков командир. Сосема друго е името и презимето кое што е командир сега на полициската станица таму. И не сега, туку години назад. Така да нема расчистување или разјаснување на состојбите ако сите овие прашања не ги завршиме на начин на кој што треба да ги завршиме. Кога зборуваме за партизацијата, за кој период да зборуваме за партизација? За МВР, ВМРО или за овој период сега? За салите, валјда за сега, ама нема ситуација во која што можете да разговарате. Или за салата за штаб во центар и за салата во која што ги примавте амбасадорите. За која партизација да зборуваме? За злоупотреба на сите возила на Министерството за внатрешни работи во времето до 2017 година или сега? Да зборуваме за злоупотреба на изборните процеси со 36.000 фалсификувани лични карти направени лично од Јанкуловска, од државниот секретар во тоа време, со кој што излегувавте на изборите, им ги дававте ден претходно да гласаат и ги враќавте назад во МВР, и кои се предадени во јавното обвинителство и за кои се води процес, или да зборуваме за период сега во кој што од изборен процес во изборен процес бележиме целосно намалување на било какви неправилности кои што ги имаме. Така да тие се факти и податоци за кои што можеме да разговараме цело време. Инаку точно мојот стратешки приоритет кога дојдов за министер беше департизацијата, деполитизацијата и декриминализацијата на институцијата која што ја направивте во тие 11 години. Благодарам. Дали пратеникот е зададен одговор?